Се уште сме на почетокот на новата учебна година и подготовките за стартот на првачињата на сите оние кои што со нетрпение го очекуваат 1 септември. Иако 1 септември нема да тргнат на училиште, од понеделник ќе започнат четврти, кај нас се сее во знакот на првачињата и на новата учебна година. Токму така и на ова размислуваше и општествено одговорната фирма Стопанска банка АД Скопје, која што и овој пат размислува за децата и како да направи на токму оваа категорија дечиња да допринесе самиот почеток на новата учебна година, да им започне на вистина убаво со прекрасен настан кој што токму во сабота на 2 септември во 18 часот ќе се случи на платото пред Македонската опера и балет. Општествено одговорна активност за Стопанска банка АД Скопје, сето ова што тие го подготвуваат со голема љубов и нетрпение, веројатно и самите тие очекуваат овој настан да го посетат што поголем број на ученици со своите родители, најмалите, секако сите оние кои што поаѓаат веројатно и во градинка, за сите кои што 1 септември значи почеток на новата учебна година. Тука се вклучени како и децата, така и родителите со своите активности. Токму поради тоа, ние денеска во нашето студио ќе разговараме за овој настан мудрости, радости. Во нашето студио на оваа тема разговараме со Ратка Тирацовска, која што е директор на дирекцијата за маркетинг и односи со јавност во Стопанска банка АД Скопје. Ратка, добар ден и добре дојдовте. Добар ден. Благодарам на поканата и можноста да ги поканиме и вашите гледачи на овој убав настан кој што се надеваме убаво ќе одбележи новата школска година, на која што како што и ние се сеќаваме, меѓутоа и децата веќе се радуваме како да е нова година. Да, токму така, како да е нова година, со нетрпение се очекува самиот тој старт, иако како што и претходната соговорничка кажа, можеби не со толку неволност зборуваат за училиштето, но кога ќе дојде 1 септември, сите се возбудени и еуфорични за самиот тој почеток. Вие со овој ваш настан допринесувате да се изрелаксираат, да се подготват и во навистина убава атмосфера да го пречекаат почетокот на новата учебна година. Како општествено одговорна фирма, често пати се трудите да да бидете присутни онаму каде што е најпотребно. Овој пат акцент ставате на учениците на почетокот на учебната година. Зашто се одлучивте токму овој период од годината да направите нешто за сите? Точно така, да гледаме да опфатиме повеќе аспекти од општеството и да делуваме каде што можеме. Значи, идејата на мудрост и радости е да ги поттикне учениците па и родителите да имаат еден поглед на образованието како еден неопходен чекор што поддржува и поттикнува од истражување, од осознавање, можности да се напредува, да се стане подобар член на општеството, со тај посреќен, поисполнет. Значи, да се откријат тие мудрости што се скриени можеби во учениците и тие домашни задачи и тестови слично, меѓутоа битно е да се надминат тие, да се поминат тие сите чекори за да се стане порадосен понатака. Да. Ние ги покануваме гледачите да го испланираат овој викенд и 18 часот да бидат пред платото на Македонската опера и балет во сабота заедно со своите најмили, затоа што има и навистина богата програма. Точно. Ќе биде навистина интересно и возбудливо, веќе и ние тука се радуваме за тоа и размислуваме кој настан ќе дојде, но веројатно најдобро ќе биде од самиот почеток до крај да се остане. Да. Значи гледавме да има комбинација од нешто што ќе биде интересно и за следење на сцена, меѓутоа и активности што ќе се случуваат околу сцената, да им биде како креативни работилници, спортски надпревари, така да има за секој по нешто. И би ги спомнала евентуално и учесниците на сцена кои што ќе се појават. Тоа е благодарение на нашата соработка со Македонска опера и балет ќе се појави балетското шоу Ла Ла Ла, тоа е од нивниот подмладок. Потоа веднаш е 5+ бендот со нивниот концерт, на што верувам дека децата најмногу ќе се радуваат. Ангажиравме и диџеј изненадување, што е ќе го оставам да биде изненадување, ми само ќе кажам дека е млад диџеј кој што се надеваме ќе стане препознатлив во Македонија и пошироко. Интересно балет танцово шоу на Break a Leg, кај што учесници се баш деца, значи кои што имаат неверојатни танчарски способности. Верувам дека Мила Сабиновска ќе биде дел од сето тоа, шампионката. Да, точно. Секако лотарија ќе организираме со вредни подароци, меѓутоа најбитното е тоа што секој од настанот ќе си отиде со нешто, со подарок, а тоа е најмногу се гордееме и на книгата, која што специјално беше продуцирана од страна на Стопанска банка по овој повод. Автор на текстот е Билјана Црвенковска, а илустрациите се на Катерина Николовски. Таа книга токму инспирација за
не само оваа книга да ја прочитаат децата, туку и понатака да читаат за да откриваат што е можно повеќе преку литературата. Книгата што никогаш не беше иста и верувам дека ќе промени многу во односот на читањето кај децата. Се трудиме на секој начин да допринесеме до тоа да децата денеска читаат што повеќе, веројатно и вие како општествено одговорна фирма сваќате колку всушност децата повеќе време поминуваат на социјалните мрежи и на таблетите, а се подалеку се од книгите. Зошто сметате дека токму оваа книга ќе ги натера повеќе да читаат? Ќе накратко содржината покажува како со секое читање дека детето може да најде тоа што го интересира, дека не мора да ги чита само лектирите кои што се задолжителни, може да најде ако некој се интересира за астрономија да чита за звезди, за фантастични светови што можеби постојат, можеби не. Некои сакаат за спорт да читат, за се има литература и може да се пронедат. И тоа што не е иста секојаш книгата, значи дека се менува зависно од потребите на читателот. Додадовме еден елемент на интеракција со читателите, кај што треба да одговорат на прашања, за да помогнат на главните ликови во книгата, така да пак вклучуваме на некој начин технологија и надпревар да ги анимираме повеќе читателите, меѓутоа и простор да ни пратат своји приказни. Ако сакаат, ако има млади деца што веќе творат или чувствуваат некоја потреба да споделат некоја приказна со нас, па можеби понатака ќе создадеме и ново дело од детски автор. Да, ова е само еден навистина убав почеток, секако дека книгата дополнително ќе биде дистрибуирана и до школските библиотеки, за да биде таму во поблиску до сите оние кои што можеби нема да имаат можност да дојдат во сабота во 18 часот. Да, продуциравме 10.000 примероци, така да сметаме дека има доволно за да стигне до скоро секој дете во Македонија. Да. Ќе се забавуваат и ќе се надпреваруваат учесниците во рамки на мудрости, радости. Во кој дел ќе се надпреваруваат? Малку повеќе околу надпреварувачкиот дел, верувам, можеби сега не гледаат, па ќе сакаат да се подготват, да освојат прво место. Секој детенце ќе си добие ваучер со можности за учество на некои од активностите што ги сака, дали ќе бидат тоа креативните работилници каде што ќе создаваат нешто со своите раце, ќе бојат, ќе лепат, ќе сечат како сакаат. Дополнително ќе има пинг-понг маса, доколку знаат, не знам денешниве деца дали играат ластик. Да се вратиме малку на тие. На време ќе забележиме по некој ластик на улиците, но не со тој интензитет како порано. Така сакаме да ги потсетиме, дека не е се во школа може на одмор да се игра наместо да се гледа во телефонот, така да тоа ни е идејата некако да ги раздвижиме. Ќе има брза географија, ќе има бесилка, такви игри каде што ќе може да се заборавени би рекли игри кои што не се толку актуелни денес. Баш е поврзано со учењето, значи колку повеќе учиш, толку подобар можеш да бидеш во тие игри да се надпреваруваш понатака. Секој детенце ќе си добие што ќе освои, мислам што ќе победи, ќе си добие некој подарок дополнително како стимулација. Како е сето тоа замислено? Најпрвен започнуваме со забавата, со представата, со Петко 5 плюс бендот кој што верувам дека ќе ја подгри атмосферата, затоа што Петко 5 плюс е интересен за сите подеднакво, не само за најмладите, туку и повозрасните уживаат во тоа. Диџеот кој што го очекуваме како изненадување, ете не го откривате, Брейка Лек со нивните танчери, најмалите оние најинтересните, лотаријата која што ќе има вредни подароци, сите може да учествуваат кои што ќе бидат присутни. Да, секој на влезот ќе си добие ваучер со реден број, потоа извлекувањето ќе биде на сцената, така да веднаш ќе си знаат кој е добитник, кој не. Секој со среќата, нели? На активностите ќе се одвиваат во паралела, така да на некој ако можеби балетското шоу не му се допаѓа или не му е интересно, може да си игра пинг-понг во смисла дека настанот ќе биде така спонтан да кој што сака може да следи од активностите. Да, а убав е делот пред платото на Македонската опера и балет, доволен за да сите овие активности бидат во секој ќоше по нешто, да секој да си го одбере, да не само седат. Широк простор, да. Веројатно дека децата ќе бидат нетрпеливи, ќе сакаат да пробаат се. Па има ли ограничување можеби или што доколку дојдат многу повеќе отколку што вие сте планирале? Се надеваме дека ќе дојдат. Ние спремни сме да ги пречекаме, доколку нешто ни недостига, ќе ни извинат, меѓутоа можеме дополнително да изработиме за нив. Има секој дете, како што спомнав, ќе си добие ваучер со 5 купончиња за некоја од активностите што сака да ги направи, чисто да можеме да воспоставиме некаков ред, да не се направи навалица, и да се внимаваат, сепак станува збор за деца, да сакаме да им пружиме да биде тоа во пријатна атмосфера, да не се чувствуваат под притисок или уплашени. Колку долго
време е потребно да се организира еден ваков настан на компанија која што секако има навистина голем број на други обврски во текот на годината, одвојувате дел од вашето време за да организирате општествено одговорен настан и да делувате токму на места каде што, како што и самата кажавте, е најчувствителен периодот и се бара место за и простор за делување. Така. Стопанска банка веќе 3 години со ред се фокусираше на тоа да ги црпи идеите за ваквите настани кои што ќе помогнат во заедницата преку своите вработени. Во смисла дека доаѓаат вработените ни презентираат какви проблеми слушнале дека постојат во општеството и што може да се направи, па така и делуваме. Така беше првото издание на Вози право, Вози здраво што заврши со донација велодром кај што децата можат да учат безбедно да возат велосипед. Веќе трета едиција имавме годинава на Вози право и Вози здраво. Минатата година сонуваме, менуваме, тоа настан посветен за деца со посебни потреби и нивна инклузија во општеството подобра. И оваа година повторна инспирација ни беа првачињата најмногу, да речем, затоа што влегуваат со отворени очи и со отворени умови во нови низ вратата на школото и не знаат што ги очекува, а сакаме да ги подготвиме дека тоа што ги очекува е стварно корисно за нив и дека треба да го применуваат. И најмногу сум благодарна на вработените кои што учествуваат како волонтери и во планирањето и во реализацијата на настанот и кои ќе бидат присутни таму да им помогнат на сите гости на настан. А кој не би сакал да биде во друштво на првачињата, на тие возбудени деца кои што со голема радост и со очекувања ќе дојдат пред платото на Македонската опера и балет, затоа што само по 2 дена ќе се упатат кон училишните клупи, прв пат да се запознаат со своите нови другарчиња. Би дополнила единствено дека општествено одговорен настан го викаме Мудрости радости, затоа што ќе следува донација која во моментов ја дискутираме со институциите каде што сакаме да донираме. Идејата е да формираме едукативно катче каде што ќе можат децата да доаѓаат доколку немаат услови дома или во школа, заедно тимски да изработат некој проект, да дознаат нешто, да споделат знаење, можеби да го користат за менторирање меѓу себе, место каде што ќе се чувствуваат слободни и пријатно ќе им биде да ги работат тие креативни своји работи. Се надеваме дека ако успешно се реализира еден таков проект, ќе можеме и во понатака да инвестираме во такви проекти. Навистина ви благодариме за сето она што го правите за ранливите групи на луѓе во нашата држава. Верувам дека нема тука да застанете. Сигурно размислувате на некој следен настан и следна целна група каде што може да се делува и да се помогне. Да. Планираме, сонуваме, менуваме втор дел да има во декември, така да и понатака нови настани за кои што ќе ви известуваме. А можат ли волонтери да се вклучат можеби во организацијата, да не се дел од Стопанска банка, а да помагаат во организацијата на овие настани? Колку сакаат да се вклучуваат младите во вакви акции? Веќе ни се појави на неколку од претходните настани, не е премногу луѓе, меѓутоа доаѓаат на самиот настан и прашуваат дали може нешто да помогнат и да се вклучат. Па потоа од претходни настани се префрлаат на следните настани и така остваруваат комуникација со нас и навистина помагаат луѓе. Сите сакаат. Да. А во однос на програмата, уште тоа би ве прашала, како одлучивте овој дел, односно Лала балетското шоу да бидат, кој се ето тоа организираше програмата да биде вака богата? Значи, ние имаме соработка со Македонска опера и балет веќе долгорочна. Го следевме, тоа е нов проект на Лала и беше навистина интересен, па затоа предложивме да биде дел од проектот. 5 плюс бендот, нели, несомнено најдобро решение за децата и секако нешто за да ги раздвижи, да тоа беше брейкалек идејата, кои што не само што ќе настапат на сцена, туку ќе ги раздвижат и децата кои што ќе ја следат програмата. Значи да се подготват, не само да бидат присутни да следат. Можеби ќе најдеме некој нов талент. Некој нов талент сигурно дека ќе се пронајде трајче од брейкалек, верувам дека таму будно ќе ги следи сите деца кои што се дојдени затоа што има кај нас капацитет за танцување. Лала, веројатно ќе ги натера учениците кога ќе започне учебната година што повеќе да бараат од своите родители да посетуваат опера и балет од најмала возраст, да ги стекнат сите навики. Веројатно тука се тие мудрости и радости за кои што вие некако работите во целата оваа програма, да го вметнете сето тоа во навиката на начинот на живење на нашите ученици. Па да, и дел од тие награди на лотаријата и подароци што ќе ги добиваат ќе бидат и ваучери за влезници, за
изучување јазик, компјутерски програми, значи не е само да добијат подарок кој што ќе го потребат или не, меѓутоа нешто што ќе им додаде дополнителна вредност. Навистина е интересно и примамливо за сите оние кои што сакаат да бидат дел од Мудрости и радости. 2 септември со почеток во 18 часот, навреме сите да го заземат своето место, се додека не се преполни платото пред Македонската опера и балет. Радка, ви благодарам што пред се размислувате за првачињата, што делувате таму каде што е најпотребно. Верувам дека со тоа детско катче ќе направите многу дечиња да бидат среќни и задоволни и на убав и лесен начин да ги завршуваат своите училишни обврски. А ние со ваш некој следен проект повторно се гледаме. Благодарам на убавите зборови, благодарам што не поканивте. Драги гледачи, вам ви благодарам за вниманието со кое што следевте денешната Македонија денес. Утре е 1 септември, ние денеска во знакот на почетокот на учебната година, повеќето со содржини кои што ги имавме, секако дека и утре повторно ќе зборуваме за почетокот на новата учебна година. Затоа бидете со нас во 11 часот и 15 минути, започнува уште едно ново издание на Македонија денес. Тука ве поздравувам со мала музичка numera, го заокружуваме ова наше денешно дружење. Утре ве очекувам, а вие во меѓувреме останете на програмата на телевизија 24 и следете нашата програма. Имајте пријатен и убав ден.